Јас ќе се трудам да не се повторам со ниеден од досегашните колеги, бидејќи се согласувам почнувајќи од говорот на колегата Стојановски, Белјановски, Поцкова и со доктор Олга Лозановска, но во прилог на тоа дека ова предлог законско решение е за доцнето, а само заради јавноста, морам да соопштам дека Владата на Република Македонија на својата одржана 11-та седница на 15 октомври има разгледано и усвоено информација за склучување на договор за превземени обврски меѓу Владата и Глобалниот сојуз за вакцини за набавка на вакцини за COVID-19 преку ковакс механизмот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за COVID-19 и така натаму во интерес на времето. Значи, оваа седница се одржала во октомври минатата година. 26-та седница на Влада одржана е на 7 декември минатата година. И на истата, Владата ги усвоила измените и дополнувањата на програмата за задолжителна имунизација на населението во Македонија за 2020, со што се потврдила намерата на Министерството за здравство за учество во ковакс фасилити за набавка на 833.000 дози на вакцини за COVID-19. Ова само потврдува она што мислам колегата Велјановски го кажа, дека да не беше контраизјавата на премиерката на Република Србија, дека Македонија ги нема законски обезбедени условите за снабдување со вакцини, ова немаше да се случи. И чива е сега таа одговорност? На опозицијата или на власта? Бројките ги знаеме. 11 месец завршува како сме во пандемија. Знаеме колку починати имаме, знаеме колку е вкупната бројка на заразени и знаеме дека целиот свет се ангажира наназад месеци за да си обезбеди вакцини за своето население, а дека Македонија каска. И заклучок е и на Светската здравствена организација дека распределбата на вакцините на светско ниво е не неморална, не неетичка, него со ваква распределба едноставно сиромашното население ќе биде оставено на изумирање. И сега, кој е за ова виновен? Добро, дошол предлогов од колеги пратеници, го разгледавме, со него имаме предложено само 3 члена. Со членот 1 се создаваат законски претпоставки за издавање одобрение за ставање во промет на вакцини против COVID-19. Јас само ќе се задржам на членот 2 од ова предлог законско решение, кој што искрено ми отвара големи дилеми, знаејќи со каква власт имаме работа и што се може овде да се употреби или злоупотреби. Ќе го цитирам членот 2 или поточно ставот 2 од овој член, во кој што се вели, а се однесува на членот 31 од Постечкиот закон и во ставот 2 од членот 2 на предлог законското решение се вели: по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: во случаите од ставот 1 на овој член, се мисли на членот 31 од Постечкиот, во кој е загрозено јавното здравје, кога барањето се однесува на ставање на вакцина во промет, условно одобрение за ставање во промет може да се издаде и без целокупната документација од членот 20 на овој закон. Мене ме интересира, јас навистина би побарала најколегијално од сите вас овде присутни денес, ако може и со една кратка пауза да го разрешиме, да ја разрешиме оваа дилема, бидејќи навистина ми отвара сомнеш за злоупотреба. Што вие подразбирате под ова без целокупна документација? Дали тука не постои можност за некаква злоупотреба и дали не прифаќате заеднички да допрецизираме на што, еве колегите предлагачи на ова предлог законско решение, на што конкретно мислат под поимот без целокупна документација. А членот 20 од Постечкиот закон малку е подолг, но се надевам дека предлагачите го знаат, но заради јавноста би го прочитала. Значи се состои административен дел од документација кој што содржи информации за лекот и за издадени одобренија за ставање во промет, информации за производителот, за местата на производство, информации за идниот носител на одобрение за ставање на лекот во
промет, предлог збирен извештај за особините на лекот, предлог упатство за пациент, предлог пакување, сертификат за фармацевски производ, список на земји кои го одобриле ставањето на лекот во промет, стручни мислења, понатаму аналитички, односно фармацевско-хемиски и биолошки дел од документацијата, фармаколошко-токсиколошки дел на документацијата, клинички дел на документацијата. Што вие од овде би го признале за да може да помине без целокупна документација? Дали без, може и без ништо од ова, или конкретно на што мислите? Дајте да бидеме малку посериозни, да ја допрецизираме оваа формулација, бидејќи мислам дека ќе постои можност за злоупотреба. Еве, не велам од вас, може би од фирмата која што утре ќе се пријави да конкурира за ова. Значи, дајте да бидеме посериозни, затоа што навистина сме доведени во состојба, ни закажувате седница, 1 час пред, значи немаме можност апсолутно ни да се подготвиме. Брзањето ваше е ваша грешка, не е наша грешка. Дајте да направиме, ако веќе правиме, ако еве веќе се согласуваме, значи тоа не треба да го кажеме, тоа е јасно како, не знам, гледате во каква состојба ни е држава, но дајте да направиме една квалитетна измена на закон, затоа што од неа ќе зависи понатаму повторно здравјето на сите нас. Дајте ова некој да ми го допрецизира или еве ако треба кратка пауза да направиме да видиме што вие мислите по тоа, без целокупна документација да се издаде условно одобрение. Ви благодарам. Paus deri ora 18:30.